Царинската управа кривични пријави поднесла поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични, други психотропни супстанции и прекурсори, криумчарење и фалсификување исправа, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични, други психотропни супстанции и прекурсори, до основното јавно обвинителство Куманово е поднесена кривична пријава против лицето ФМ, државјанин на Германија, за криумчарење. До основното јавно обвинителство Куманово е поднесена кривична пријава против лицето ОА, државјанин на Македонија, а за фалсификување исправа до основното јавно обвинителство Битола е поднесена кривична пријава против лицето НК од Битола во својство на одговорно лице во правно лице и против правното лице увозник поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело фалсификување исправа по член 378 од Кривичниот законник, односно лажна исправа употребил како вистинска. На 11 април 2016 година и на ден 20 јуни 2016 година на Царинската испостава Битола со две увозни декларации за потребите на пријавеното правно лице. Увезени се оцаринети две употребувани моторни возила. Во моментот на увозно царинење кон царинските декларации биле приложени договори за купопродажба, во кои биле наведени изјави за потекло подпишани од извозниците како доказ за преференцијално потекло на стоката, со цел на пријавеното правно лице да му биде одобрен преференцијален тарифен третман, односно увозно царинење со царинска стапка слободно. Поради сомневање во поглед на веродостојноста на доказот за потекло, Царинската управа на Република Македонија се обрати до Царинската администрација на Германија со барање за верификација на доказот за потекло. Од страна на Царинската администрација на Германија доставени се одговори според кои продавачите и извозниците од Германија ниту ги изготвиле, ниту ги подпишале изјавите за потекло во договорите за купопродажба. Царинската управа изврши дополнителна пресметка за евидентирање на царинскиот долг по предметните царински декларации и го задолжи увозникот да ги доплати избегнатите давачки.